Бамби. Пролетта стасала, а со неа на свет дошол и Бамби. Нежно еленче кое сите жители на шумата одвај чекале да го видат и да го поздрават. Верверичката, глувчето, птиците, зајчето Трупко и другите зајаци, сите биле возбудени кога отишле на посета кај Бамби и кај неговата мајка. Дошло утрото и Бамби се подигнал на своите тенки ножиња, па тргнал да ги истражува чудесата на шумата со помош на своите пријатели. Имало многу што да се види и да се запознае, но Бамби имал одличен водич. Трупко, евеа шарената пеперутка, и него лилјакот во височината. Тука се и картовите што копаат долги тунели и не го сакаат сонцето. И веселите зајчиња, и птиците со разнобојни перија и клунови. По неколку месеци безгрижен и среќен живот, дошла и зимата. Па Бамби повторно имал што да види и што да научи. Едно утро, кога се разбудил Бамби, се изненадил колку се изменила шумата. Падна снег, рекла мајка му. Кога тргнал да се шета, Бамби забележал дека нозете му тонат во нешто чудно и бело, ладно, но сепак пријатно. Дрвијата, грмушките, тревата и мовот биле покриени со сјаен снег. Еден ден, Бамби го разбудила силна бучава која создала узбуна во сета шума. Од сите страни се слушале истрели од пушки. Ловџиите се слушало од сите страни. Мајка му на Бамби го натерала своето синче да бега колку што го држат нозете, па тој трчал и цело време мислел на своите пријатели и се надевал дека и тие ќе се спасат. Веќе ја имал чуено приказната за ловот и за тоа како еден ден дошле луѓето за да го нарушат мирот во шумата и колку жртви оставиле зад себе. Мајката на Бамби за жал не успеала да им побегне на ловџиите. А со неа загинале и многу други животни. Таткото, силниот елен, се обидел да го утеши Бамби, а сите негови пријатели дошле за да ја споделат тагата со него. Дошла срничката Фалина со која Бамби си играл цело лето. Па така таа заедно со Трупко и останатите пријатели ја презеле грижата за Бамби. Бамби пак знаел дека секогаш може да смета на нив. Повторно дошла пролет и Бамби со чудење забележал дека нешто се случува во неговиот живот. Присуството на Фалина почнало да му значи многу повеќе отколку друштвото на останатите животни. Бамби се влюбил. И Фалина ја покажувала својата љубов кон Бамби и нежно го триела со муцката. Среќата се вратила во шумата. Бамби и Фалина станале неразделни пријатели. Еден ден, од ненадеж, шумата ја зафатил пожар. Морало да се бега, да се спасува главата. Огнот се ширел, чадот почнал да задушува и сите животни, меѓу кои и Бамби и другите елени и срни, почнале да бегаат кон реката. Огнот станувал се поголем и поголем, жештината била неиздржлива, но Бамби, кој веќе бил возрасен, им помагал на другите послаби животни да се спасат. Ги следел едно по едно додека ја преминувале реката. Тој требало да биде последниот што ќе ја помине реката и ќе стапне на спасоносниот брег. Без оглед на опасноста, Бамби најпрво им помогнал на своите мали пријателчиња да преминат на другата страна од реката, а дури потоа им се придружил на останатите елени. Тој станал возрасен и одговорен.